Македонија. 18 часот и 51 минута. Почитувани, ви благодариме што сте со нас, вашите домакини Јони Бети Треновски. Поздрав до сите вас без разлика од каде и со кого не следите и слушате. Се надеваме дека ќе останете со нас се до крајот на денешнава емисија на Македонски корени. Во наредниве 30 на минути ќе говориме за традициите и етносот како културен идентитет кој се бриши со измена на учебниците во Македонија. Ќе говориме за фолклорот и музиката, но и за културните вредности кои на жалост соседите почнуваат да ги присвојуваат. Секако нема да изостане и политиката, затоа ве покануваме да останете со нас. Токму така, почитувани, вие сте на вистинското место на 88.1 FM на Радио 2 Ардиџај, како и на социјалната мрежа Facebook. Мило ни е што сте се одлучили денес да бидете заедно со нас. Толку далеку, а сепак близко. Почитувани, во следниве 30 на минути на овие теми кои ги најави Бети, ќе говориме со нашиот гостин, односно гостинка, господја Велика Стојкова Серафимовска, етномузиколог, УНЕСКОв лиценциран експерт за нематеријално културно наследство, а сега пратеник во Собранието на Македонија од редовите на ВМРО ДПМН, која за неколку секунди ќе биде заедно со нас во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека ќе биде успешно приклучувањето. Да, верувам дека се слушаме. Така, добро ви утро и добро ни дојдовте на првата заедничка средба на Македонски корени. Господја Серафимовска, не причинува задоволство и чест што сте заедно со нас и со сите оние кои во овие моменти не слушаат и не гледаат. Ви благодарам на поканата. Прво, добар ден, добро вечер кај вас. Поздрав до сите слушатели на вашето радио. И навистина сум благодарна за поканата, особено затоа што може да разговараме на волку интересни и важни теми, кои што не засегаат само нас македонците во Македонија, туку и македонците широм светот. Се надевам дека слушателите и гледачите ќе бидат задоволни од интервјуто. Добро ви утро и од мене, господја Серафимовска. Се надеваме дека, како што вие рековте, ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што не слушаат и гледаат во овие моменти. Господја Серафимовска, многумина мислат дека музиката не е дел од проблемот со соседите пред се со Бугарија, а ние од македонски корени пак сме цврстно убедени дека тоа не е така, бидејќи во последниве неколку децении, но пред се во последниве 3 до 4 години, се соочуваме со се почести примери, односно обиди, за се што е македонско да се представува дека е бугарско, и тоа не само од бугарите, туку на голема жалост и од нашите. Немате ништо овде против да кажам една вистина што се случи. Пред известно време македонската фолклорка Елена Велевска на една бугарска телевизија истакна дека песните Јовано Јованке и Од каде идеш облачиле бело биле бугарски песни. Заради ова нејзина изјава, само за информација, за оние кои што досега немаат слушнато, а ние често тоа го говориме, дека Елена Велевска ја забранивме или не ги пуштаме незините песни се до оној момент додека не се извини на македонската јавност за оваа глупост што направи. Сега, земајќи го предвид фактот што вие имате пишувано и научни трудови за оваа тематика, ќе ни го објасните ли поимот музика преку призмата на политиката? Како е можно една, да речеме, македонска народна песна, но не само народна, него и авторска, да биде представена како бугарска или бугарски фолклор? Многу интересно е тоа прашање, ви благодарам што најпрви со тоа ја го почнуваме интервјуто и тоа е дел од мојата струка како етномузиколог. Видите, музиката е нешто што народот, односно особено народната музика е најчистиот народен производ, најчистиот производ на човековото размислување, доживување. Преку народните песни ние раскажуваме нашата историја, ги меморираме работите кои што се случиле. Значи, секоја песна си поседува и своја културна меморија со која што се врзува. Затоа, например, еве ние можеме да видиме дека во изминатиот период, особено со ова насилна промена на име и сите тие работи, песните, особено од илиндинскиот период, многу се актуализира и се многу популарни во Македонија и се слушаат секаде како еден вид на отпор кон оваа промена на името, бидејќи како што реков, секоја песна има своја меморија, значи ја зачувува, ја замрзнува
во себе песната, она што човекот кога испел го чувствувал. И македонскиот фолклор, особено македонската народна музика е толку богата и толку прекрасна што ние сме влезени на пример во Гинесова книга на рекорди за најголем број на лирски љубовни песни. Значи толку навистина имаме едно неисцрпно богатство од музика. И можеби од таму и таа опуштеност кај македонците, посебно бидејќи од секогаш се случувало ова, да го кажеме, крадење на музиката. Но ние не сме се потресувале, народски да кажеме, бидејќи навистина имаме исклучително големо и богато музичко творештво пред се. Па дури и оние песни кои што знаат да бидат авторски, со текот на времето се обнародиле, како Бисер Балкански или Едно име имаме, значи тоа веќе се обнародени песни кои што народот ги прифатил како народни, како свој. И тука сега настанува проблемот особено со нашиот источен сосед, кој што го прави тоа што вие го напоминавте на почетокот, највулгарно да се изразам, ни ја краде музиката, но тоа не е од сега. Значи, бугарите имале вакви претензии кон Македонија уште пред 100 години. Значи, и тогаш кога ги запишувале македонските песни, тие ги нарекувале бугарски. Еве, добро кажавте, јас сум пишувала и научни трудови. Значи, например, во времето кога Србија била окупатор на Македонија, помеѓу двете светски војни, исто и они собирале македонски песни, но тие не ги нарекувале дека се српски, тие само кажувале дека се песни од Јужна Србија. За разлика од нив, по Втората светска војна бугарите кога доаѓаат како окупатори и ги снимаат, значи тие песни ги запишуваат во своите збирки, ги запишуваат како бугарски песни вон територијата на Бугарија. Значи што пред 100 години започнува овој обид да се присвои се што е македонско. Ние постојано се чудиме, еве, во Македонија, верувам и секаде каде што се македонците, се чудиме зошто толку сте запнале вие бугарите да станете македонци, значи станете, никој не ви брани, но немате да ни ја крадете нашата култура. Тоа постојано се случува. И тоа е особено видливо во изминатиот период. Стручно тоа се вика културна апроприација или културно присвојување на културата. Затоа постојано, значи, кога ќе отидете во Софија или во Бугарија, во било кој град, ќе ве пречека македонско девече или ќе ве пречека некоја таква песна, која што е македонска. Значи, и по начинот на пеење, и по текстот, ние си имаме специфики, секој народ си има своји специфики во музиката и многу едноставно, многу лесно се препознава тоа. Она што најмногу сакаат бугарите да го присвојуваат е особено пиринските песни, кои што сите знаеме дека се македонски, но не знам како да кажеме, во светот на етномузикологијата многу често сме имале такви дискусии со колегите. Имаат бугарите убав фолклор и од Тракија, и од Црно море, од целиот тој дел. Зошто токму од Пирин сакаат да ги присвојат песните и да ги земат? Јас едноставно ќе кажам затоа што навистина ние имаме најубав фолклор на Балканот. Значи нашиот фолклор е исклучително богат, исклучително шаренолик, многу е емотивен и уште на времето во Југославија, ако се сеќавате, веројатно се сеќавате како викале, ако одиш во Македонија, нема ни да играш, ни да пееш, ни да свириш, затоа што ќе бидеш и надпеен, и надигран, и надсвирен. Значи, ние сме навистина еден феномен од богатство на фолклор, особено музички фолклор. Јас ќе спомнам денеска е Лазарица, многу убав ден и многу убав празник на македонците. Ние постојано, значи ние се уште го славиме тој празник и тоа е она нишка на поврзаност на културниот идентитет кој што од времења, значи од дамнешни времења се правил овој празник, се празнувал. Празникот Лазарица не е поврзан само со црквата, туку има и предхристијански корени во некој свој обичај, во некои обреди кои што се прават и тоа е еден континуитет на македонскиот народ. Значи со стотици и стотици години наназад. Ние тоа ден денеска се уште го славиме, по силата кога отидете се уште младите девојки пеат лазарски песни, запаметени, пренесени од колено на колено, значи со еден цврст, непоколеблив идентитет и културна меморија која што ние ја носиме со себе и тоа никој не може да ни го земе. Верувате, бугарите можат колку сакат да се обидуваат да присвојуваат, не може да го направат. Господја Серафимовска, како ќе го прокоментирате фактот што бугарите и 24 мај, денот на македонската и сесловенската писменост, го прогласија за ден на бугарската писменост? Истиот тој обид да се присвои, значи да се направи таа културно присвојување, cultural appropriation што ја викаме. Значи тоа е навистина беше срам.
срам за целиот свет. Јас не знам дали вие сигурно видовте дека Чешка и Словачка реагираа и официјално на тоа, бидејќи 24 мај е прогласен за ден на сесловенската писменост. Но сите знаат, особено во сите словенски земји, значи ве каде што сме патувале, без разлика дали сме биле како делегација официјална или неофицијална, значи во Полска, Чешка, Словачка, Русија, сите знаат дека Македонија е таа која што ја даде писменоста на сите словени. И сите знаат точно кои се Кирил и Методи и сите знаат вистината. Ова што Бугарија го прави е срамота за една држава, срамота за еден народ. Она што нам како научници особено не шокираше беше срамот за бугарската наука, за Бугарската академија на науките. Бидејќи да се направи еден ваков чекор, да се прогласи еден ден од општа, значи тоа е како да ви кажам, како 1 мај сега што е ден на трудот, да се прогласи како некоја држава да рече дека тоа е нивни празник. Значи апсурдно е, се знае дека 24 мај е ден на сесловенската писменост. Не може, видете дополнителен абсурдот, бидејќи Кирил и Методи кога ја создавале азбуката, тие ја создавале за да се одбранат од бугарите. Значи во тоа време Бугарија била непријател со со Византија, значи не е комплетно ја промашиле темата, ја промашиле работата. Буквално во историјата си е запишано дека Кирил и Методи ја создаваат азбуката како еден вид на отпор. Бугарите во тој момент не се во сојуз со Византија, не се во сојуз со никој. Значи тие се доживуваат во тој период како непријател, како опасност. И они сега ја присвојуваат азбуката и велат дека тоа е бугарска писменост. Абсурдно и тоа е нешто што на кој што цел свет им се смее. Дадоа официјална реакција и Чешка и Словачка. Да не изборам за другите земји, но ние повторно сме тука, повторно ќе кажам јас, нашите корени, нашиот идентитет е толку длабок што не мора да се грижиме дека тоа нешто ќе смени, особено во очите на науката, на светската наука, бидејќи тука навистина им се изнасмеа сладко на бугарите и на Бугарската академија на науките. Создавањето на народното творештво е долг процес. Дали Бугарија во немање на свој долговековно народно творештво посегна токму по нашето богато долговековно народно творештво и дали со прикажувањето на македонските песни, на македонскиот фолклор и на македонските народни приказни и обичаи, дека всушност биле бугарски, ќе успеат да не побугарчат? Не, значи нема шанси, немаше да успеат да не побугарчат, бидејќи станува збор за нешто што е идентитет. Значи ние не можеме да го смениме идентитетот така лесно, особено кога станува збор за културниот идентитет и за народното творештво. Онаму каде што тоа е директен носител на еден културен идентитет, знаете, ние имаме материјално и нематеријално културно наследство, затоа што материјалното знаеме тоа е споменици, артефакти, значи тоа што е баш од материјална природа. Нематеријалното е целото народно творештво, односно знаењето и умењето. И сега тоа е во нашата глава, во нашата совест, тоа е во нашата традиција. Значи тоа ни го пренесуваат исклучително преку усмен пат. Ние ги слушаме тие приказни од нашите баби, од нашите дедовци. Еве јас верувам дека и во Австралија, значи се меси лепче на бадник или на василица. Значи тоа не е нешто што е запишано како рецепт па пренесено така, туку тоа се пренесува преку начинот на живот. И затоа е толку длабоко и затоа не може никој да ни го земе. Овие обиди на Бугарија да го направи тоа, повторно ќе кажам, излегуваат смешни. Значи тие на никој начин на своето население во Бугарија им наметнуваат некоја култура која што не е нивна. И она што они се обидуваат постојано да го направат е на некој начин присвојување, особено на Пиринскиот дел. Ние сме биле на терен, значи како научник сум била на терен во Пиринска Македонија, јас сакам да ја кажам, не е Бугарија, каде што луѓето знаат кои се. Верувајте, после известно време, после неколку разговори или можеби после еден час, тие самите се кажуваат, ние сме македонци. Значи тие точно знаат кои се и точно знаат што се. Но Бугарија како држава има исклучително лоша политика во однос на признавање на нивните малцинства и во однос на признавање на културата на малцинствата. Да не одиме подалеку, да видиме они како се однесуваат со турското население кое што е во голем број во Бугарија, значи тие не признаваат малцинства, имаат проблем со тоа.
Така да ова што они го прават со присвојување не може да го направат никогаш, да не може да ни избришат, не може да ни го сменат идентитетот, може како што реков само да се обидуваат, да наметнуваат некои такви теми, но доколку отидете вие источно од Софија, ќе видите една сосема друга слика, значи ќе видите еден сосема друг народ, со сосема други културни обележја, со други обичаи, со поинаков фолклор. Тоа е вистинската Бугарија. Ова што они се обидуваат да го направат, тоа е тој пиринскиот дел и таа нивна вечна болка што наводно ја изгубиле Македонија, што никогаш не ја ни имале Македонија, но за жал се исклучително дрски во тие нивни обиди да го направат тоа, па дури ете, не знам дали ја следевте тој обид да се донесат книги, па тоа се спречи на бугарско-македонската граница, да донесат цело едно комбе на книги, оние книги на Димитар, на Константин, на браќа Миладиновци, кое што е една од најважните книги во нашата идентитетска историја, таа е од 1861 година, издадена во Загреб, кое што за жал бугарите во последен момент со тешки уцени ги уценуваат браќата Миладиновци да ја наречат българска народна, да ги наречат збирка на български народни песни. Покрај тоа што внатре, значи поголемиот дел, околу 600 говориме на оваа тема малку покасно. Да, значи има тоа се македонски песни, само мал дел, неколку 70 на песни се ставени бугарски и сега пред еден месец беше тоа, значи Бугарија сакаше да ги донесе книгите во Македонија како еден вид пропаганда. Но за среќа тоа се спречи со една многу ситна техничка работа, но се спречи тие книги не стигнаа до Македонија. Значи гледате како они се обидуваат дури и внатре во нашата територија да се мешат. Тоа е благодарејќи на денешната влада на Македонија, која што, како што знаеме, нема никакво чувство за припадност и никакво чувство за идентитет и кое што ги дозволува, за жал, овие работи. За жал, ние немаме ниту официјална реакција од нашето Министерство за надворешни работи на ваквите постојани напади кон македонскиот идентитет од страна на источниот сосед. Добро е што овие народни твориштва се врежени во меморијата на нас македонците, инаку овие од власта како што се тргнати, ако беа во учебници или во книги, ќе ги скине и ќе ги изфрли, а ќе ги мене. За жал, да, но не може да го искорена. Тоа е, како што реков, нематеријално, тоа е идентитет, тоа е нешто што нити може некој да го земе, да го ишкрта, нити да го изгори, нити да го запали, тоа е во нашите души и во нашиот мозок, така да тука не може ништо да направат. Така. Господја Серафимовска, вие како етномузиколог, но и пратеник во Македонското собрание, колку успевате да наметнете став меѓу пратениците од власта и од опозицијата дека ова што и се случува на Македонија со културниот хегемонизам од страна на Бугарија не смее да помине? Видете, ние постојано зборуваме за тоа. Јас баш имав на интерпелацијата на господинот Никола Димитров, му го поставив тоа прашање, бидејќи не доведува во една абсурдна ситуација, да ние не можеме да си го именуваме нашето фолклорно, културно творештво и наследство како македонско. Заради тој фамозен договор од Преспа, кој што навистина не ги скрати малце крилата, но не доволно за да не пролетаме, тука сме си уште летаме за тоа. Не е пријатно чувството, бидејќи ние сега ќе ви кажам еден пример, значи Европа имаше во Унгарија поточно покренета иницијатива за заштита на гајдите, на гајдата како народен инструмент, меѓутоа на европско ниво, бидејќи во Европа ние знаеме постојат неколку типови на гајди, значи има балтичка гајда, има шкотска гајда, има централна европска гајда и според територија, значи има македонска гајда и тракиска гајда. Значи гајдите се наречени според нивните особености, features, баш на тој начин. Македонската гајда се знае дека се свири на територијата на Македонија, поширока Македонија, географска Македонија, не политичка. Затоа е македонска и тракиска, значи не е македонска и бугарска. Сега според Преспанскиот договор ние ќе имаме проблем и ние не можеме да учествуваме во тоа досие, бидејќи Бугарија и Грција можат слободно да реагираат, да се повикаат на тие фамозни договори што се подпиша и да кажат дека тој збор македонски, значи да го проблематизираат. И јас го поставив ова прашање на господинот Димитров да ми каже, да ми објасни на мене како ние во иднина ќе се го заштитуваме нашето културно наследство,
кога не можеме да му дадеме придавка која што ќе му ја определи припадноста на тоа културно наследство. За жал, господин Димитров немаше одговор, не ми одговори. Ова прашање е доста и актуелно и го знаат пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата. За жал, мислам, јас сум сигурно убедена сум дека и оние од другата страна го знаат овој проблем и не им е лесно и на нив. Но веројатно кога е политика и кога Заев ке нареди, како што видовме изминатиот ден како што се случуваше, кога Заев ке нареди, тоа мора да се исполни, за жал. Но работиме, мислам, јас сум навистина, не е лесно да се биде пратеник во ваква состојба, во вакви услови. Ние сме една многу силна пратеничка група во моментов. Ке зборуваме веројатно подоцна за тоа, но се обидуваме со сите сили да ги спречиме овие катастрофални, штетни законски решенија кои што ги нуди СДС. И, например, еве се блокираше законот за заштита на културното наследство. Тој закон не помина во собрание, го блокиравме. Сега има еден друг закон кој што исто во процедура, закон за остварување на јавниот интерес во културата, кој што е исто така многу штетен за македонската култура и тој е во процедура на блокирање, бидејќи навистина не смееме да дозволиме вакви закони да поминуваат. Не смееме да дозволиме закони кои што тотално целосно ќе ни го избришат, барем на хартија ќе ни го избришат идентитетот. Кога смеете кај оваа тема околу искривоколчувањето на македонската вистина од страна на Бугарија, при што многу често бугарите велат дека и браќата Миладиновци, како и нивниот зборник, познат како зборникот на Миладиновци, во кој се поместени околу 660 песни, биле бугарски. Вие на ова малку начнавте, затоа јас ви реков ке говориме и на оваа тема покасно. Ке ни објасните ли зошто во оригиналот на зборникот пишува дека се бугарски народни песни? Вие нешто кажавте, меѓутоа ако можете малку да го Значи тоа било тоа било целосна уцена на Штросмајер, издавачот на таа книга во Загреб. И покрај тоа што се издава во Загреб, значи браќата Миладиновци они ги подготвиле сите материјали во моментот кога требало да се печати, биле оценети, бидејќи главниот финансиер доаѓал од Бугарија, биле оценети дека мора, значи се додале тие, мислам 66 дека беа бугарски песни кои што ги додаваат само за да има некакво оправдување на насловот. И тие биле оценети. И затоа стои Български народни песни, зборник на български народни песни. Меѓутоа, значи тоа некаде до после Втората светска војна во Македонија се препечатува тој зборник, се тргаат тие бугарските песни, 66 мислам дека беа повторно ќе спомнам. И во Македонија тој зборник се кажува, се вика зборник на македонски народни песни. Токму тој момент на нерасчистени политички територијални поделби во времето на средниот век, па и понатаму, значи во периодот кога Македонија реално немала своја држава, значи немала своја држава како територија, немала во тој период е Византија силна, бугарското царство е силно и сите тие работи ним им дава оправдување они вака да ги толкуваат сите историски факти. И покрај тоа што историјата, ние имаме многу записи, многу сериозни записи во кои што кажува дека македонците и македонскиот јазик се далеку по-стари и од бугарскиот јазик и од бугарите како народ кој што дошле да живеат на оваа територија. Значи, трагите на постоењето на македонците и на македонскиот јазик и на македонската историја и култура во овој регион на Балканот се од античко време. За жал, тоа бугарите тој луксус, да кажам, го немаат. Значи, тие се отпосле дојдени и тука е нивната болка, да кажам, нивната потреба да присвојуваат, бидејќи на некој начин македонската историја и култура е многу побогата. Македонската историја и култура е една од најстарите на овој регион на Балканот. Значи, ние можеби не сме истите луѓе кои што биле од времето уште од античкиот период, но доколку ги погледнеме обичаите кои што ги правиме денеска, токму на нематеријално културно наследство, ќе видиме дека имаме ние континуитет кој што е повеќе од 2 века на овој регион. Ќе ги спомнам коледарите, ќе ги спомнам руселиите, ќе ги спомнам сите оние верувања кои што датираат научно докажано од предхристијанскиот период. Таква работа во Бугарија, за жал,
до Софија нема да најдете. После Софија тој дел е веќе сосема друга приказна. Значи сосема друг народ, друг говор, друг фолклор, други обичаи. Зошто упорно бугарите се обидуваат да посегнат по нашето, по пиринското, а не си го чуваат своето, тоа не можеме да го разбереме, за жал. Господја Серафимовска, дали можете да ни посочите некои примери со идентитетското наметнување, поточно културна кражба и од страна на Грција? Тука е поинаква работата малку, бидејќи грците не го прават тоа на таков начин, значи тие не прават културна апроприација, не присвојуваат културни добра од македонска култура, тие прават друго, тие забрануваат. Значи исто така, што е исто така еден вид на етноцид, што го викаме ние, или геноцид. Самото тоа што уште на времето на македонците им било забранувано да зборуваат македонски, а не па да пеат, направило една голема штета во однос на потиснување на овие културни изрази кои што се идентитетски маркери, идентитетски изрази, и таму имаме состојба не на присвојување, туку на уништување. Значи, ако не ти дозвола да го направиш обичајот, или ако не ти дозвола да испееш песната, или ако не ти дозвола да го говориш сопствениот јазик, нормално со тек на време тоа ќе се потисне и со новите генерации можно е да се изгуби. Значи, опасноста за губење на македонскиот идентитет во Грција е поголем отколку во Бугарија, бидејќи во Бугарија станува збор за присвојување, но ви кажав, не може никој тоа од мозокот нам да не го извади. Во Грција со тоа што особено на новите генерации, значи не им се пренесува јазикот, името првично идентитетско бележе, ние веќе тука имаме проблем. Значи имате млади генерации во Грција кои што имаат македонско потекло, кои што знаат дека се македонци, но не го зборуваат македонскиот јазик. За среќа, на времето во минатото, значи после страшниот екзодус на македонците од таа територија, од Егејска Македонија, се направиле голем број на снимки, на истражување, на материјали кои што се зачувани во нашите библиотеки ден денеска. За среќа и вие сте тука како диаспора кој што најможеби свежо се сеќава на сите тие работи и ги чувате песните и обичаите и говорот пред се. Така да верувајте дека особено после промената на името во Македонија се јави еден револт кај луѓето и започна егејскиот фолклор почна многу да се форсира, значи многу да се пеат егејските песни. Ако пред 30 години никој не знаеше која е песната Твоите очи лено море, денеска таа песна е некој начин во Македонија непишана химна, како една неофицијална химна, бидејќи сите ја пеат и ја свират токму заради тоа што ја знаат позадината на таа песна, знаете дека е од егејскиот дел и дека таму била забранувана. И дури кога беше референдумот за промената на името кој што беше неуспешен, имаше еден многу интересен, дали беше твит или Facebook статус, не се сеќавам, кога праша како ние сега ќе ги пееме тие песни, егејски песни, бидејќи нели според Преспанскиот договор исто потпишано од страна на Зоран Заев, односно Никола Димитров го потпиша, дека ние не можеме да ги употребуваме старите имиња на како Кукуш, Водан, Меглен, Солун. Значи како ние тогаш ќе ги пееме тие песни? Тоа беше едно од прашањето, но песните се пеат, ќе кажеме некогаш македонецот знае да биде голем инат и од инат ќе ги пееме ако треба песните и ќе ги раскажуваме приказните и ќе го зачувуваме говорот. Од таа страна нема таква културна апроприација, има културно уништување од Грција. Но се памтат песните, дури има ситуации кога мелодијата останува, орото се игра, но се пее на грчки јазик. И тука може да се каже дека тоа е некаков вид на културно присвојување, меѓутоа грците, барем и моите колеги кои ги гледам научници како го кажуваат тоа, они ги пишуваат дека се тоа Slavic speaking communities, значи луѓе кои што зборуваат на словенски јазик. Не ги кажуваат македонци, но ги кажуваат дека се различни од грците, што не е случај со Бугарија. Бугарија вели, ние сме како било цршти народ. Тие не прават разлика, а грците за разлика од тоа прават разлика. Во интерес на времето, многу накратко, зошто ни се случува сето ова? Затоа што сме веројатно многу важна точка на Балканот, затоа што имаме многу природни и културни богатства, затоа што секогаш сме покажувале собствен интегритет, собствен идентитет, како рече Блаже Куневски, големо ни името,
ке сакаат да ни го земат, а големо е, библиска земја е Македонија, спомнувана уште во Библијата, навистина имаме нешто кое што ретко се наоѓа во светот. Затоа сите кои ќе дојдат во Македонија се воодушевуваат, се влюбуваат во нашата храна, во нашата историја, во нашата музика, во нашата природа. Големи сме, затоа сакаат да не земат. Ке мора да побрзаме, имаме уште доста прашања кои што сакаме да ви ги поставиме. Дали процесите на создавање на народното творештво се поврзани со народниот, во нашиот случај македонскиот идентитет, и ако е така, ќе можете ли да ни го објасните тоа? Секако, значи директно се поврзани со нашиот идентитет, како што реков, тоа е еден израз на доживување на внатрешноста и надворешноста, тоа е нешто што ние си го носиме со себе. Ке кажам, обичаите ве денеска е убав ден, Лазарица, значи сите оние обичаи се пренесуваат по усвен пат преку семејствата, преку заедницата. Затоа е тоа нешто што велиме дека е многу старо, бидејќи е културна меморија. Значи во нашата меморија останува и ние го пренесуваме и на нашите деца понатаму, и затоа културното творештво, народното творештво особено се смета како најголем и најцврст носител на идентитетот на еден народ, во овој случај на македонскиот народ. Значи имаме многу примери такви во фолклорот, во секојдневието, во говорот, останати поговорки, приказни, гатанки, носиите наши, темпераментот, карактерот, начинот на кој што комуницираме, сите тоа е дел од нашиот идентитет и обстојува. И не може да не обстои, фала Богу. Претходно начнавте, да? Да, поведи. Колку и дали воопшто државата пред се оваа власт е заинтересирана да се истражува народното творештво? За жал не. За жал оваа власт како да бега од тие работи, значи оваа власт прави, еве гледаме и во образованието што се прави, гледаме Мила Царовска колку целосно, значи сака да тргне историјата, да тргне ги намалува часовите по музичко и по ликовно, значи ги менува целосно учебниците, еве сега најновата глупост да ја кажеме тоа што сака да ги замени учебниците само да бидат електронски, значи да немаме не печатен учебник, книга, да немаме буквар печатен, замислете до кој степен оди. Така да оваа влада докажа дека најмалку се грижи за македонскиот идентитет, дури гледаме и како форсира други идентитети на сметка на македонскиот идентитет. Значи, кога се во прашање, културата секогаш страда, идентитетот секогаш страда. Дали се подпишувањето на двата последни договори, оној со Грција и оној со Бугарија, сега се проблематизира користењето на зборот македонска и во нематеријалното културно богатство, односно наследство, како дома во Македонија, така и надвор од Македонија? Да, како што реков, јас веќе ви го спомнав тој примерите со гајдата, значи не можеме да учествуваме сега во тоа досие на УНЕСКО, бидејќи нашата гајда наречена македонска гајда. И тука дури дома кога се обидувавме да го заштитиме тоа добро, значи не мораме прво на домашна, на национална листа да ја ставиме македонската гајда, верувајте имаше проблем, бидејќи тоа се случи сега со оваа влада, така тргна процедурата од пред 4-5 години, но ја затекна оваа влада да биде тоа впишување на национална листа. Имавме проблем, бидејќи припадници на тоа тело, значи од албанска етничка припадност, беа против употребата на терминот македонски, па уште се пројавувале да прашуваат дали постои албанска гајда, што е апсурд, затоа што станува збор за територијална определба, значи специфики на инструментот, не станува збор за идентитетско обележје. Успеа некако колегите од управата на заштита на културното наследство да го впишат тоа, значи да се впише во националната листа како македонско, но за надвор, за во УНЕСКО ќе имаме проблем. И ќе го проблематизират и ние постојано сега ќе имаме проблеми од нашите источни и јужни соседи во однос на користењето на придавката македонски. Иако јас го користам секаде и до сега не сум имала проблем, зборам во меѓународни научни води. Господја Серафимовска, дали ќе го подржите новиот закон за државјанство кој го скрои Заев, а по терк на албанските политички партии, и дали ќе успеете да ја смените методологијата за пописот кој после одложувањето е закажан за во септември? Така, значи, законот за државјанство треба во понеделник, мислам, новиот закон да стигне, се уште не е поднесен од страна на Алијанса на албанците алтернатива.
За претходниот рековме дека нема никако да се поддржи, значи тоа беше целосно, многу јасно кажано од страна на председателот Христијан Мицкоски, председателот на ВМРО-ДПМН, и од претходничката група, дека таков закон нема да поддржиме. Сега, што се договориле ЗАЕФ и представниците на Алијанса Алтернатива, Алијанса на албанците Алтернатива, тоа ќе видиме во понеделник кога ќе го достават законот, и кога ќе го достават законот, ние тогаш ќе знаеме дали се согласуваме или не. Начелно, тие рекоа дека ќе ги послушаат забелишките, но нели додека не видиме, не можеме да коментираме. Во однос на пописот, значи, како што е веќе неколку пати кажано од страна на Мицковски и од страна на други представници на ВМРО-ДПМН, пописот е методологијата, за жал, во Македонија има многу лажни вести, многу лажно се пласираат и се кажуваат работите. Самата методологија на пописот јасно кажува што е резидентно, а што е нерезидентно население. Така да, ние со ваквата методологија, доколку се спроведе како што треба, како што е напишано, значи не како што сака некој, туку како што е, како што треба да биде, ние ќе добиеме слика на резидентно население и ќе добиеме евиденција на македонци, односно македонски државјани кои што живеат надвор од Република Македонија, а тука се вклучува целата диаспора. Моје мислење сега во ваква една ситуација, кога видовме како албанската диаспора масовно се попишуваше, сметам дека сега треба македонската диаспора масовно да се попише. Имаме време до септември, крајот на септември, значи треба да се попишуваме, бидејќи сето тоа ќе биде, значи ВМРО нема да признае дека тоа е резидентно население, ВМРО-ДПМН ќе признае дека тоа е само евиденција, евидентирање. И верувате, колку и да сака ЗАЕФ да го прикаже тоа како негов плюс, значи тоа нема да биде така, бидејќи во самата методологија пишува резидентно, нерезидентно. Министерската Царовска насила го турка новиот образовен систем за основно образование, со која избриша историјата и географијата како засебни предмети. Пред неја имаше и двајца министри за образование од редовите на албанските политички партии, на кои, мораме да признаеме, не им пречеа порано ниту историјата, ниту географијата која беше претходната влада. Царовска, вие кажате дека најавува и укинување на печатните учебници. Која е причината што на Царовска и сметаат овие предмети и какви последици ќе има со ваквата промена и што се крие за укинувањето на печатените учебници? Ќе мора да побрзиме пократко ако можете. Да. Веќе спомнавме за тоа, веќе кажавме за тоа, значи верувате односот на оваа влада и да се уништи се што е македонско. Ние дури се чудиме, јас се чудам и во собранието, како може постојано така да велат северна, еднаш да не им се испушти да го заборава тоа северна. Тоа е една индоктринирана мозочна структура која што нема никаква допирна точка со основите на човековото постоење, тоа е јазик, идентитет и култура. Мила Царовска заедно со Зоран Заев, заедно со целата влада, навистина прави културен геноцид на македонците. Она што го прават и со исклучување на историјата, и со намалување на тоа, и со некакво си така наречено интегрирано образование, кое што е далеко од светските трендови како треба едно образование да изгледа, е само доказ за тоа дека ова влада сака да уништи Македонија. Без разлика на се, ако сакате да уништите еден народ, каде се посегнува? По образованието и по културата. Тука тие се најболните точки. Вие, пратениците, вчера се вакциниравте. Чива беше оваа одлука за да се вакцинирате меѓу првите? Како се случи тоа да бидете изиграни од министерот Венко Филипче, наместо со ветината Pfizer, ве вакцинирале со руската вакцина Спутник? Да, многу чудно што на Павле Трајанов токму тоа му пречи. Значи ништо друго не му пречи што се случува, но тоа му пречеше. Да. Видете, ние не сме меѓу првите. Значи од таа листа која што направи прво, листата ја прави Министерството за здравство. Значи не ја правиме ние. Ние не побаравме да бидеме вакцинирани, да се разбереме. Пред нас се вакцинира многу категории, значи се започна и паралелно оди тој процес на вакцинирање по старосна возраст и вакцинирање на одредени категории. Значи пред нас се вакцинира наставници, новинари, значи имаше сите медицински лица секако. Значи ние сме 8-та или 9-та категорија на лица кои што се вакцинираат во таа некоја во тој некој прв пакет на, еве да речеме, на
потребни на основни институции кои што се од витално значење за една држава. Не се вакцинираа сите пратеници од ВМРО ДПМН, се вакцинираа некаде околу 20-тина, бидејќи другите имаат прележано, порано. Не го гледам јас ова како некаков проблем, напротив, ајде да видиме дали сега пратениците од мнозинството ќе бидат присутни во парламентот. Значи, нас тоа многу не интересира. Сега, бидејќи досега ние бевме никакво оправдување, но верувате, нивното тенко мнозинство не се должеше на ковидот, не се должеше на дали се вакцинирале или не, туку се должи на тоа што нивното мнозинство е многу тенко и многу слабо. А за вакцината, јас лично дури преферирам да биде руската, искрено да ви кажам. Пред некој ден Шекеринска депонира оставката кај Заев. Какви се вашите сознанија? Која е причината за нејзината оставка? Дали, како искусен политичар, таа го насети, тонењето на Заевиот брод и навреме го напушта бродот? И да не губам повторно време, уште едно прашање за крај, ке ви поставам, тоа нека биде за крај. Иако можеби закаснато требаше на почетокот, ама е многу важно, добро е што не е заборавено. Дали ќе бидете утре пред владата и собранието за да дадете поддршка на мировниот протест кој е организиран од македонците од светот под мотото демократија во Македонија, слобода за уставопранителите, и секако на крајот ќе ве замолиме, ако сакате, 24 часа пред одржувањето на овој настан да испратите една порака. Благодарам. Шекеринска се повликува, како што сите гледавме ве денеска, вие на почетокот на емисијата ги кажавте, вестите гледате како револци повеќе и повеќе се појавува. Заев тоне, точно дека тоне, мислам дека почнува да ги губи конците од рака, но ќе видиме што ќе се случи. Тука со политиката никогаш не се знае, значи секогаш е непредвидлива, но дека почнуваат да се повлекуваат оние ликови од СДС кои што биле во минатото вака по авторитетивни и носители на целата нивна дејност, се повлекуваат. Да се повлекуваат како да се тргаат од Заев, како да се штитат, се заштитуваат на некој начин. Ќе видиме што ќе се случи. Има и внатре они имаат доста проблеми, се гледа веќе дека ги имаат тие проблеми. Заев вети на многу луѓе, вети на криминалци, тоа се гледа и на и по ова што се случуваше со пасошите и со многу други скандали во изминатиот месец. Секој не генералниот секретар му отиде во затвор. Значи, гледате, од сите страни почнува да се стега обрачот веќе и мислам дека тоа е реакцијата на оние поискусни политичари како што е Шекеринска. Во однос на протестот, да, секако дека ќе бидам, со гордост ќе бидам. Јас 90 дена одев и марширав заедно со сите македонци во протестот за заедничка Македонија, каде што предупредувавме дека ќе се случи ова и се случи точно тоа што го предупредувавме. Она што ме радува е што одзивот за утрешниот протест е голем. Луѓето го разбираат како протест на кој што ќе може да се искаже револтот, не само кон драконските казни кон уставобранителите, туку и воопшто ситуацијата, состојбата во Македонија, која што е пред тотален политички, економски и здравствен колапс. Ќе се почитуваат сите протоколи, сите мерки во однос на ковид, но ова ќе биде првиот вистински глас против Заев. Ние навистина сите се здружуваме тука. Јас ги следам ги следам и социјалните мрежи, гледаме дека веќе не е тоа дали си ВМРО, дали си ова, дали си она, значи дури и левица ќе маршира и тие дадоа јавна отворена поддршка. Ова ќе биде гласот на македонскиот народ. Македонскиот народ мора да се обедини. Ние не смееме да дозволиме некој корумпиран, аболициран политичар да не уништува државата, да не го уништува она што со векови сме го наследиле. Значи, тоа е наша обврска да ја чуваме државата, да ја чуваме Македонија, да го чуваме македонизмот. Моја светла точка, она што јас го гледам како светла точка, е дека сите овие притисоци, сите овие договори и преспански, и бугарски, и Заев како лик направи од друга страна направи голема штета, но од друга страна не направи услуга, бидејќи македонизмот, македонштината, Македонија, верувајте, во Македонија сега е најжива што можела да биде. Да се обединиме затоа што мора да се тргне ова зло што ни надвиси над главата изминативе 4-5 години. Мора да се ја вратиме татковината назад. Мора да си ја направиме Македонија дом за сите, буквално за сите,
но најмногу за македонците, бидејќи ние имаме една татковина, немаме резервна татковина, само една ни е Македонија. И треба да ја чуваме и навистина за утрешниот протест очекуваме голем одзив, голема поддршка, сите ќе го дадеме својот глас не само за неправедно осудените бранители. Јас бев тој ден на 27 април таму и знам што се случи и како се случи и овие драконски казни беа удар по коренот македонски, но ние утре ќе го дадеме својот глас против овој етноцид кој што ни се случува во Македонија од страна на владата на Зоран Заев, на чело со Зоран Заев. Господја Серафимовска, да ви се заблагодариме што одвоивте време и бевте дел од Македонски корени. Верувам со задоволство не слушаа нашите ценети слушатели и гледачи. Со желба да се чуеме повторно на Македонски корени. Секое добро до вас. Имајте си убав викенд. Чувајте се и пријатно и до слушање секако. И довидување. Ви благодарам на поканата, навистина ми е чест. Вие сте едни од нашите најголеми чувари на културата, на идентитетот и на традицијата. Немате да го заборавате тоа и бидете горди македонци. Ви благодарам и честити цветници, Лазарица, а утре цветници. Честит празник и на вас. Убав викенд. Довидување. Благодарам, пријатно.